вторник, прв ден на Европското првенство со 4 надпревари, по 2 во исти термин. Сега бирете вие што ќе гледате. Ајде одиме одма затоа што не чекаат 4 меча. Холандија, Австрија играат во првиот надпревар. Ќе биде интересно. Ама тешко. Знаете дека сум со Холандија, ама Австрија дечки изигра на многу високо ниво на првите 2 надпревари. Ја изнамачија Франција во првото коло, во второто коло ја декласираа Полска. И дефинитивно нема да биде лесно на Холандија. Баш е неизвестен расплетот во оваа група. Холандија и Франција имаат по 4 бода, Австрија е тука исто така, а единствено Полска нема шанси за пласман понатаму. И сега Холандија на Франција и даде усвари гол, но тој беше поништен поради недозволена позиција. Сега таа ситуација предизвика многу реакции. Судиите на теренот околу 4-5 минути ја проверуваа во ВАР собата. Добро, не е чудо што им требаше толку време, англичани се, а каде имаше сезонава најмногу проблеми со ВАР во Премиер лига. Ќе биде тежок надпревар, ќе има многу борба и може да биде и реми, но јас ќе одам на јовачки победа на Холандија 2-1. Втор меч во групата. Франција, Полска. И што да се каже за овој надпревар? Полска нема никакви шанси. Франција со едната нога е во 8 на финале, ама им треба победа за да бидат први во групата. Не знам што треба да се случи со Франција за да не тепаат на овој надпревар против една размрдана Полска, онака Полска без мотиви. И пазете што прави Дешамп со селекцијата. Ова не го прави никој друг уствари. И затоа се најдобри. Еден ден по надпреварот со Холандија, Мбапе со репрезентативците кои не добија минутажа на ова европско првенство, играа пријателски надпревар против тимот на Педерборн до 21 година. Победија 7-0, а против овој тим тие одиграа и надпревар и пред неколку дена. Дешамп сака на ваков начин да ги држи во добра надпреварувачка форма сите, и тие што играат и тие што не играат. Дечки, тепа Франција тука, Полска и Левандовски си одат дома без ниту еден освоен бод. 2-0, а дома ќе се оди Батево од сликава. Највачов на Полска, на надпреварот Полска-Австрија плати 60 евра за ова место. Бандера. И германците не се тоа што беа. Одиме со вечерниот термин. Прв надпревар Данска-Србија. Србија не знам што им се случува, ама на секој големо надпреварување имаат големи проблеми. Дали егото е опрашање, дали ај сега да не нагаѓаме, ама има добар тим, ама едноставно тоа е тоа. По поразот од Англија нека го спасија бод со Словенија. И сега мора да ја тепаат Данска за да одат во следна фаза. А Данска е една од репрезентациите кои што одигра најдобро на ова европско првенство. 2 ремија и со Словенија и со Англија. А со Англија може и да тепаат затоа што во финишот има одлични шанси. Сега Данска има огромни шанси за пласман во следната рунда, но мора да ја тепа Србија. Освен тоа, данците воодушевија и надвор од теренот. Скандинавската селекција требаше да добие финански бонус за добрите резултати, но фудбалерите го одбиле, велејќи дека на тој начин ќе останат рамноправни со женската репрезентација. И овој гест нормално најде на воодушевување во данската и во европската јавност. Нема што, кавалеришта. Мислам дека Данска ќе тепе и ќе оди во следната фаза. Не знам, можеби 2-1. Последен надпревар. Англија-Словенија. Никако Англија да блесне, онака Саутгейт не може никако да ги скомбинира фудбалериве во тој офанзивен дел, а имаат страшно голем потенцијал во нападот. Звучи неверојатно кога ќе кажеме што све има Саутгейт во нападот. Фоден играш на сезоната во Премиер лига. Белингам најдобар во Реал Мадрид, можеби и за златна топка. Хари Кейн златна копачка на Европа. И на сето тоа тука се уште и Сака, Райс, Арнолд и уште неколку мина. А Палмер, човекот беше еден од најдобрите во Премиер лигата за Челси, постигна повеќе од 20 гола и не доби ниту една минута до сега за Англија. Пазете сега, со ваква офанзива тие се предпоследни по реализација на шансите на европскиот шампионат. Тимот на Саутгейт го зазема предпоследното место на шампионатот по очекувани голови, 1,44 гола. Единствениот тим со полош показател е Шкотска. Словенија од друга страна е една од селекциите од која што не се очекуваше ништо, а прикажаа добри игри. Против Србија беа до последните моменти пред победа со која што со едната нога ќе беа во 8 на финале. Но со 2 освоени болови сега има потребна победа против Англија. Ајде да не ги отпишуваме да видиме како ќе одиграат, јас само најавам за добар фудбал. И да, сепак мислам дека на крајот Англија ќе тепа. Ама тесно ќе биде. 1-0. И доста е за денес. 4 надпревари, интересни надпревари. Дечки, не забравяйте да не следите на социјалните медиуми на Facebook и на Instagram, ставите лайк, ставите и subscribe на YouTube каналот BMG Network за да добивате известувања за сите следни видеа. Се гледаме веќе утре со ново видео. Убав ден. Чао.